Точно е 19 часот и 1 минута и време за разговор со нашиот и ваш гостин, господинот Стефан Андоновски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Се надеваме дека се ќе биде во ред и нема да имаме проблем со видео линкот. Врската веќе е воспоставена, се гледаме, верувам и се слушаме. Господине Андоновски, добро ви утро и добро ни дојдовте за прв пат на Македонски корени. Добро утро, благодарам за поканата. Добро вечер на сите кои што не слушаат и не гледаат. Голем поздрав од Скопје. Се надевам дека сите наши слушатели гледачи имаат убав викенд, дека уживаат во убавата атмосфера и сега можеби ќе зборуваме за малку потешки теми, но се надам дека тоа нема да го расипе нивното убаво расположение. Добро ви утро и од мене, господин Адоновски. Ви благодариме што прифативте поканата за денес. Ви благодарам и вас на поканата, ми представува огромно задоволство да се вклучам и да ги поздравам сите нашинци, особено оние во Австралија, каде што јас имам една голема фамилија таму, така што голем поздрав и до нив. Господине Андоновски, последните случувања на политичката сцена ја стави во сенка економската и енергетската криза која демни над Македонија. Денес ќе се обидеме преку вас да ги разјасниме поважните теми поврзани со политичката ситуација која како никогаш досега е падната во бездната на политичкото мочуриште, но пред да продолжиме да разговараме за овие теми, ќе сакате ли да ни кажете накратко нешто повеќе за вас, покрај она што веќе ги запознавме нашите слушатели и гледачи, дека сте член на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ, а и од неодамна и советник на Советот на град Скопје? Така, благодарам. Јас пред да бидам на оваа позиција бев во кабинетот на претседателот Христијан Мицковски како советник за меѓународна политика. Инаку сум магистар по меѓународни односи од Универзитетот Џонс Хопкинс во Соединетите Американски држави, а пред тоа дипломирав на правниот факултет во Скопје. Целиот живот се занимавам со одреден вид политика, дали било тоа младински прашања во Унијата на млади сили, во невладиниот сектор, дали било тоа некои политички прашања на локалната средина, и затоа и денеска сум член на Советот на градот Скопје. Така што тие две теми некако се провејуваат во мојот живот. Едната е локална политика, а другата се меѓународни односи, па во таа смисла и е сегашната позиција. Инаку во моментов го раководам и Центарот за истражување на партијата. Тоа е едно ново тело, нешто налик на think tank, кој што се занимава со анализи, истражување на сегашните состојби во општеството, анализи на јавното мислење и креирање на политики. Од ова што кажавме, и да сме сакале да бараме таков гостин како вас, сигурно неке сме можеле да најдеме за оваа ситуација која што сега ја наоѓа Македонија. Господине Андоновски, додека вие од ВМРО ДПМНЕ работевте на обезбедувањето на парламентарно мнозинство за гласање на недоверба на Заевата влада, во исто време од коалицијата на Заев и Али Ахмети, користејќи ги балканските методи, работеа на тоа да го задржат парламентарното мнозинство. Во четвртокот требаше да биде денот кога јавноста очекуваше да се искачите на второто скалило, односно да го направите вториот чекор, но тоа не се случи, бидејќи поради немање на кворум не се изгласа дневниот ред и не се премина кон гласање на доверба на владата на Заев. Причината е позната поради непојавувањето на пратеникот Кастриот Реџепи на закажаната седница од се уште неразјаснети причини. Господине Андоновски, се дознаали вистинските причини за недоаѓањето на пратеникот во собранието на закажаната седница? Кои се следните чекори, бидејќи јавноста очекуваше расплет, а не ваков заплет? Точно. За жал се случи дополнително компликување на политичката состојба во Македонија. Ќе се случеше многу едноставен расплет ако барем еднаш Зоран Заев застанеше на зборот и вечерта по изборите си ја дадеше оставката како што тоа го вети пред македонските граѓани. Но и вечерта, баш таа вечер, јас бев на една од македонските телевизии коментирајќи ги изборите, кажав дека не верувам дека Зоран Заев ќе си остане на зборот, и тој се случи. Наместо честно да ја поднесе својата оставка како што најавуваше, тој, употребувајќи секакви само недемократски методи, се обидува да ја закочи работата на собранието во смисла на изгласување на недоверба на владата. Јас, исто колку и вас, сум информиран за причините за непојавувањето на Кастриот Реџепи во собранието.
Од последните информации станува збор за некакви уцени или закани од страна на Демократската унија за интеграции, дали било тоа некои финансиски средства, некои ги споменуваат, некои притисоци споменуваат, некои споменуваат дека воопшто не знаат ни каде се наоѓал последниве 24 или 48 часа. Сето тоа направено за да не може да се создаде кворум во собранието кој што би изгласало недоверба. Би требало да искоментирам и со една реченица дека собранието уште од минатата година, како што ние кажавме, е фрагилно и е расцепкано, со народен речник да се изразам. Тоа значи дека СДСМ сама има само околу 35-36 пратеници, ВМРО-ДПМН само без коалиционите партнери околу 40, понатаму Демократската унија за интеграција 15, 8 има Алијанса, 4 има Алтернатива, понатаму 4 пратеници има политичката партија БЕСА, односно 3 сега после изборите, и тука се сите помали партии со по еден или двајца пратеници, Левица со двајца пратеници, што ја прави премногу комплицирана состојбата во собранието, и затоа и нашето барање беше едноставно уште од почетокот, а тоа беа брзи предвремени парламентарни избори кои што ќе гарантираат дека овој тип на фрагилност нема да постои понатаму, односно ќе имаме можност за предвидливост. Затоа што на македонските граѓани веќе предолго се во притиснати од политичката криза, која што не е од сега. Таа постои веќе последниве 5-6 години и навистина системот не функционира од страна заради политичарите и заради политиката, и нашето барање беше токму тоа, да се оди на избори кои што ќе ја расчистат таа политичка слика и ќе имаме влада со полн легитимитет. Пред 4 години господинот Мицкоски ја презеде партијата со околу 4 или 5 општини каде што имавте ваши градоначалници, нападната со обвиненија и со безброј луѓе под политички прогон. Господин Мицкоски одлучи да направи тим од млади и поискусни луѓе кои безпоштедно се борија и за само 4 години успеа хибридниот режим да го стави на колена, најнапред со катастрофалниот пораз на локалните избори, на кои избори освоија само 15 општини, наспроти вашата партија која освои 43 општини, а сега го изгубија и парламентарното мнозинство во законодавниот дом, кој мнозинство во овој момент им брои само 59 пратеници. Како сега ќе функционира и дали воопшто може да функционира оваа влада со само 59 пратеници во законодавниот дом? Кои се стените уставни, законски, деловнички чекори кои треба да се случат сега? Прво ќе ми дозволите една реченица околу изборите и целокупната ситуација, а тоа е дека ни се случи се освен демократски амбиент за водење на избори, и независно од тоа што ВМРО-ДПМН заедно со народот, заедно со македонските граѓани успеа да направи една широка, огромна коалиција која што сериозно победи на изборите, состојбата беше ни малку демократска, затоа што власта се користеше со сите полициски, параполициски, полумафијашки, криминогени и мафијашки структури само за да ја спречи волјата на граѓаните, но знаете кога ќе ви се случи народ, против тој народ вие не можете со ниедни методи да се спротивставите, односно ако не сте му понудили на тој народ решенија, квалитет, визија за иднината и проекти, тој ќе ве казни порано или подоцна. И краток коментар околу партијата, имаме историски настан за многу кратко од денеска, за 2 недели од денеска, а тоа е конгресот на ВМРО-ДПМН, на кој треба да се избере новиот председател, односно старо новиот најверојатно председател, но многу поважно за нас ќе биде и нова доктрина на партијата, односно продолжување на идеологијата на партијата понатаму. Можам да зборувам дека тоа ќе биде една модерна доктрина базирана сепак на традиционалните македонски вредности, која што во како најважна своја позиција ќе го истакне македонизмот, односно градењето, поврзувањето на ВМРО-ДПМН со Македонија и со македонизмот, и едно отворање кон сите луѓе на Македонија, затоа што премалку сме за да се делиме по било какви основи. Што се однесува до технички кои се деловничките можности за понатаму, нам ни следи донесувањето на буџетот во наредниве месец дена. За тој буџет потребно е мнозинство од 61 пратеник, и второ следат избор на министри и заменици министри во владата кои што веќе си поднесува оставки, што значи дека на владата сепак ќе биде потребно тоа мнозинство од 61. И видете, ако тие се одлучат за сите овие мафијашки методи кои што ги употребија пред некој ден, за очекување е дека можеби ќе соберат таков тип на мнозинство. Знаете, кога ги притиснете пратениците, тие се луѓе како и сите нас и може се што да се случи.
Така што од оваа влада можеме се да очекуваме. Но ќе продолжиме да ги користиме сите демократски методи. Ние не сме луѓе кои што ќе посегнат по насилство, кои што ќе посегнат по радикализација, но го задржуваме целосно правото на демократски начин да ги искористиме нашите алатки, да ги блокираме овие процеси во собранието и да не дозволиме волјата на народот да биде погазена, волјата на граѓаните да биде погазена, затоа што свесни сте, само ја нема поддршката од граѓаните, нема поддршката од народот и само користејќи вакви насилнички методи од 17 од 16 век и со помош на својот сега веќе привезок партнер ДУИ, продолжуваат да ја злоупотребуваат волјата на граѓаните, но тоа нема да трае уште многу долго. Господине Андоновски, откако ја поднесовте иницијативата за доверба, односно недоверба на владата на Заев, започна една пресија, односно акција преку провладини медиуми. Сегашни, така наречени аналитичари, кои ни немаат во себе од аналитичари, сегашни пратеници, лидери на политички партии во нивните коалиции, директори на гиганти кои поради нивната неспособност Македонија влезе во енергетска криза, па се до председателот Пендаровски почнаа да ја шират тезата дека во декември 100% ќе сме добиле датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Дали сето ова всушност беше еден вид пред време трасирање на сценариото што се случи со пратеникот од БЕСА Кастриот Реджепи, бидејќи некако е многу симптоматично. Од една страна во средата ја имавме посетата на холандскиот премиер Марк Руте, а знаеме дека Кастриот Реджепи работел повеќе од 12 години во холандската амбасада во Македонија, а од друга страна е не појавувањето на токму на Реджепи на седницата на која беше закажано изгласувањето на недоверба на владата на Заев. Можно ли е ова да биде заговор и дипломатски скандал од невидени размери? Искрено речено, накратко да се изразам, не би сакал да верувам дека тоа е вистина, но во моментов затоа што ги немаме сите потребни информации од актерите кои што биле директно вклучени во процесот, не можеме ни да знаеме и можеме само да шпекулираме. Би требало да кажам дека ВМРО-ДПМН е првата партија во Македонија која што уште во своите почетоци од 1990 година се залага за евроатлантска интеграција на Македонија, затоа што и историското ВМРО своите корени ги наоѓа, основачите ги наоѓа како студенти на најдобрите, најпрестижните европски универзитети и таа европска идеја на слободарскиот дух, на републиканизмот, доаѓа и во Македонија токму преку организацијата ВМРО. Додека нашите, да речам, политички противници се колнеа се уште во комунизмот, во Русија, во некоја прилепена Југославија, ние како авангарда во тоа време, односно нашите основачи на ВМРО-ДПМН се залага за македонска национална држава, самостојна, независна, која што своите идеи и своите идни чекори и визија гледа во Европската Унија. Така што ја се биде дел од Европската Унија за нас е и економски најрационален чекор, затоа што најголемата соработка македонските компании ја имаат со компаниите од Европската Унија. Но многу пати сме кажале дека тоа не може да се направи по секоја цена, дека ние не сме подготвени да ги распродаваме македонските национални интереси само за да бидеме дел од Европската Унија, и Европската Унија во својата суштина не е да ви го избрише идентитетот, па вие да бидете некоја аморфна маса на европјани, туку напротив, нивното најпознато мото е инвариетата конкордија, значи дека во различностите треба да се наоѓа заедништвото и дека независно што вие го носите својот поединечен идентитет како македонци, други го носат својот идентитет како германци, како французи, сите вие заедно сте обединети во една европска идеја. И ние за тоа се залагаме. Но во таа смисла најавите дека можеби ќе се притисне Бугарија постојат како коментари, како шпекулации, но знаете, таков тип на шпекулации дека само што не сме го добиле датумот, ние ги слушаме веќе 4 години, или да бидам попрецизен од 2018 година, кога во најава да го промени името, Заев не убедуваше дека ние веќе сме го добиле датумот, па ќе се сетите сите на онаа слика во авионот, Владин, каде што покажуваат палци, се сите насмеани дека еве сега сме го добиле датумот, само треба да го променим името и Google и Facebook не чекаат на граница да инвестираат во Македонија, дека платите ќе станат европски, дека здравството ќе стане бесплатно и европско,
А баш ги слушав и вашите вести, кажувате каква е ситуацијата во Австралија во моментов со заболени и со починати од корона. Можам да ви кажам дека ситуацијата во Македонија 10 пати можеби повеќе подраматична. Древно на населението од милион и пол од прилика починуваат по 20 на луѓе во просек во овој бран, се заразуваат повеќе од 500-600 на само 1500 или 2000 тестирања. Така што ситуацијата е повеќе од алармантна, а овие ветувања за европска иднина некако служат само за да ги замајуваат граѓаните, но граѓаните се многу освестени, многу добро знаат каква е сегашната состојба, затоа и вербата во европските институции е многу намалена. За жал, луѓето се помалку веруваат дека ние би можеле да имаме европска иднина. Тоа е сето затоа што предолго време се креваат многу високо очекувањата и следуваат на тоа многу големи разочарувања. Јас неколку пати сум кажал во последните 3 години, тоа го повторувам, дека се додека постои влада на Заев во Македонија, ние датум за преговори, почеток на преговори нема да имаме. Што побрзо треба владата на Заев да замине, да си ја даде таа долго очекувана оставка, за Македонија да може да си ја заврши домашната работа, да не бидеме најкорумпирана држава во Европа, но да можеме и барабар со другите држави да си ги браниме македонските национални интереси при влезот во Европската унија. Се додека е Заев, се плашам дека се додека е Заев на таа позиција, ние нема да добиеме можност да ги отвориме преговорите, а ни се потребни во секој случај. Развојот на настаните од минута на минута на македонската политичка сцена последниве денови потврдува дека во законодавниот дом повторно ни се случуваат политикански пазар, користејќи балкански методи со подкуп, уцени и закани, но и тргување со пратеници на кои им е поважен личниот и партискиот интерес наспроти интересите на граѓаните и на државата. Како вие ќе искоментирате оваа практика од страна на власта, пред се на Заев и на Ахмети, кои креираат ваква ситуација каде што еднината на државата ја носат во заложништво? Ми се чини дека воопшто не ги интересира ниту еднината на државата, ниту компактноста на македонското национално ткиво, ниту пак било каков национален интерес на било кој граѓанин. Туку само ги интересира како подолго да седат во скапите фотели кои што ги имаат набавено. И тоа е нивна практика што од самиот почеток. Ќе ве потсетам на првото влегување на Талат Џафери како претседател на собранието, тој воопшто се смета дека и ги немаше потребниот број гласови за да биде избран за претседател на собранието, па сепак на еден мафијашки начин беше избран и тоа испровоцира сериозна реакција од граѓаните. Тоа втор пат ни се случи со промената на името, каде што исто знаеме на кој начин пратеници се носеа, се влечеа од притвор, им се вадеа лисиците пред собрание за да влезат во собранието и да гласаат. Дел од нив се држаа под оружје пред нивните деца, само за да бидат притиснати за да гласаат. Дел од нив беа платени со сериозни средства, дел од нив им беа ветувани вработувања, намалување на кривични одговорности на нивни деца, на нивни блиски, и видовме тоа до што доведе. Трет случај беше разрешувањето на Рашела Мизрахи како министер за труд и социјална политика, исто така на еден мафијашки начин. Доцна во ноќта без потребното мнозинство. Така што овие методи не се нови. Ние ги очекувавме дека би можело да се случат. Прашањето беше само кој од пратениците ќе успеат да го притиснат доволно за да подклекне под притисокот. Не знам дали и вие ја видовте таа вест, но еден од пратениците на ВМРО-ДПМН му беше упадната финансова полиција во 5:40 сабајлето пред гласањето во неговиот стан во Скопје, само за да се изврши притисок врз него и неговото семејство да направат нешто што не би сакале, но нашата пратеничка група е цврста, одлучна и нема да дозволиме овие методи понатаму да ја узурпираат волјата на граѓаните. Дали ќе продолжат? Моите очекувања се дека нивните методи ќе продолжат. Но наша задача како ВМРО-ДПМН е да се избориме со тоа. А задача на народот на Македонија на следните избори е ова сериозно да го казни, како што тоа го направи и изминатиот октомври. Господине Андоновски, како ќе ја прокоментирате изјавата на аналитичарот Петар Арсовски која даде за телевизијата Алсат, во која вели дека оваа влада треба да оди напред барем до летото следната година, за да го реши проблемот со Бугарија, како што вели, за да ја поправи оваа последна алка за интеграцијата во Европската унија пред да се формира нова влада.
Може ли Заев, кој во изминатиот период докажа дека не е стабилен, особено после оставката која ја даде пред целата македонска јавност и светска јавност, па потоа се испишвани да ја стабилизира Македонија? Ќе видите дека јас воопшто не коментирам оставката на Заев во смисла на оставка од неговата партиска функција. За сметка на тоа, СДСМ постојано повикува на оставка на председателот Мицковски од партиската функција во ВМРО-ДПМН. Секогаш сум велел дека партиските, внутрипартиските работи се работа на членовите на партијата и тие сами одлучуваат. Но дали Заев може да стабилизира Македонија, може само да распродава. Тој тоа го прави постојано, го прави секојдневно, граѓаните го казнија заради тоа и би требало да веќе имаат научено лекцијата и во СДСМ и да му ја покажат вратата, да се изразам вака најдиректно, за да можеме да одиме во процес на стабилизација. Затоа што процес на стабилизација со човек кој што веќе си дал оставка, кој што никој не го тераше да си ја даде таа оставка. Ние како опозиција легитимно ја побаравме во текот на изборите. Тој самиот рече, во случај да го изгубам Скопје на локалните избори, а тоа се случи, јас ќе си ја дадам својата оставка. И вечерта тоа и го направи, но само на зборови. Да беше доволно искрен и кон македонскиот народ, и кон граѓаните, но и кон своите членови, членовите на неговата влада, ќе се ја дадеше таа оставка и ќе оставеше простор за еден вид на стабилизација на политичката сцена. Вака се плашам дека влегуваме само во дополнителни компликации, дури и да се случи тој посакуван датум во декември, зашто морам да кажам дека сум скептичен, најмногу затоа што и во Бугарија имаме комплетна нестабилност, која што веќе подолго време трае. Вие сигурно добро следите дека таму во недела се избори и за председател на државата и за собрание. Ова се трети избори за бугарското собрание. 3 пати не можат да формираат влада и не очекувам дека нешто многу драматично ќе се промени до средината на декември, да таму имаме влада или собрание со полн политички легитимитет. Но останува да видиме, но јас не би сакал да ги поткривам очекувањата на граѓаните за потоа повторно да се соочат со поголем број на разочарување. Во последните неколку дена, откако се обелодени дека ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери заедно со Левица без Алијанса и Алтернатива обезбедија мнозинство во парламентот, по социјалните мрежи се појави заканувања со нова војна доколку Дуи падне од власт. Ќе сакате ли да ни го кажете вашето видување за ваквите заплашувања и која е позадината за ваквото влевање на страв? Целата кампања во текот на изборите беше проследена со црна мрачна кампања против ВМРО-ДПМН, против сите членови на ВМРО-ДПМН, против Даниела Арсовска на ниво на мизогинија, омраза кон жените, и таа црна кампања не вроди со плод, но е израз на страв. Тој страв постои кај Дуи, сериозно, постои кај СДСМ, затоа што се свесни што имаат лошо се направено во институциите кои ги воделе последниве 4 години. Знаете, кога вие сте свесни дека со мала ревизија и со мало истражување на следната гарнитура која што ќе дојде, може да ви најдат сериозни злоупотреби на службената положба, сериозни криминали и афери, вие ќе направите се само за да се заштитите од тоа што ви следува, тоа е одговорност. Затоа што ние повикавме и во текот на кампањата, но и потоа ние не повикуваме на реваншизам. Ние не сме надоени со таа омраза која што СДСМ ја има кон ВМРО и која што постојано ја пласира. Јас често повторувам, ние имаме повеќе од 3000 луѓе кои што се под кривичен прогон од страна на институциите под палка на СДСМ. Се измислуваат кривични дела само за овие луѓе да бидат под притисок. Ние никогаш не сме биле такви, но во секој случај, секаде каде што ќе ја преземеме управувањето, администрирањето на институциите, ќе побараме одговорност, да видиме каде се трошеле парите на граѓаните. Дуи е во позиција на власт од последниве 20 години, полни 18 години. Така што во секој случај мислам дека се плашат дека можно да се истражуваат и нивните недела во институциите и да видиме кој злоупотребил средства, кој ја злоупотребил својата положба, кој продавал вработување на свои блиски, кој имал тендери со блиски компании само да бидат на штета на државата, и ми се чини дека од тоа и се плашат. Заради тоа со овие балкански методи на заплашување, но еден народ може да го заплашувате онолку долго колку што ќе ви дозволи, а видовме дека македонскиот народ е трпелив,
можеби ќе почека, можеби ќе повнимава, ние сме кротки луѓе, но ќе ви ја испорача казната првиот пат кога ќе го прашате, а тоа е на избори. Заради тоа и бараме избори, затоа што тие многу јасно ќе покажат во која насока сакаме да се движиме. Дали во насока да стануваме мексикански картел или южноафриканска држава која што нема никакво владење на законите, или сакаме да бидеме на пристојна нормална демократија, каква што во која што нашите луѓе и живеат и и сакаат да живеат во Македонија, а живеат и во сите други држави во кои што се оселуваат. Затоа што, да речеме, македонскиот народ не се одселува во послаби држави од Македонија. Нашите иселеници се или во Америка, или во Западна Европа, или пак во Австралија. Живеат во поубави држави, во поубав систем. Зошто да не го создадеме тој систем и во Македонија, кога ги имаме и капацитетите и потенцијалите? Во јавноста излезе една информација дека на 2 дена пред да се одржи закажаната седница, поточно во вторникот, во Македонското собрание, по барање на лидерот на ДУИ, имало средба помеѓу господинот Мицковски и Али Ахмети. Дали имате сознанија за таква средба и зашто разговарале Мицковски и Ахмети? Да, кратка таква средба се случила, иако ДУИ излезе со лажни ставови за темите кои што се дискутирале. Средбата беше од информативен карактер, во која што претседателот Мицковски го запозна Ахмети со нашите барања за гласање на недоверба на владата и за можноста што би било понатаму што би се случувало и секако за нашето барање за брзи предвремени избори. И затоа што средбата била навистина кратка, мислам дека тоа била единствената тема на разговор која што се случила. Здраво е да има разговори помеѓу политичките партии, иако ми се чини дека толку се барањата на сите партии во моментов раслоени и спротивставени, што не мислам дека може да се најде некој политички договор за затворени врати. Имајќи предвид дека Заев е посакуваното лице за поголемиот дел од меѓународната заедница заради дозавршување на сценариото кое му е дадено уште во времето кога го насадија за премиер наспроти волјата на народот, но и ова сега што се случи во четвртокот со погазување на демократијата, користењето на балканските методи и исчезнувањето на пратеникот, како и фактот што Заев без мнозинство во законодавниот дом продолжува да практикува власт, како ќе изгледа Македонија во очите на меѓународната јавност? Може ли да очекуваме со едно вакво однесување да се надеваме дека еден ден ќе станеме членка на Европската унија? Вие го начинавте малку нова. Да, Заев има една тактика која што му вродуваше со плод со нашите меѓународни партнери од сите страни последниве 4 години, а тоа е на двојна улога. Како вака попластично да објаснам, тоа е како во театар. Вие го гледате глумецот кога тој е облечен, подготвен со шминка, со гардероба, со светло, со музика и мисли дека тоа е вистината. Но зад сцената тој дома краде, лаже, го тепа македонскиот народ, го погазува, го уништува. Сето тоа не можеше да биде видливо од страна на меѓународниве институции и сите меѓународни партнери на Македонија. Но помина одредено време кога меѓународните институции како Transparency International ќе кажат дека Македонија е последна во Европа по корупција, односно последна во Европа по борбата против корупција, најкорумпирана држава во Европа, кога ќе видите дека какви се резултатите во справувањето со економската криза, затоа што економските показатели се видливи, се екзактни, и кога ќе видите како се справува државата со здравствената криза, кога ќе видите резултатите на избори, ќе знаете дека човекот дома не си ја завршил работата и ќе почнете да ги прашувате оние тешки прашања, например, докаде сте со справувањето со корупција во највисоките ешалони на вашата влада? Докаде е справувањето со Драги Рашковски, поранешен генерален секретар на владата? Каде е Ден Дончев, поранешен висок функционер во владата? Каде е Лидија Димова, поранешна директорка на европските фондови? Докаде се овие процеси? Докаде е завршувањето на овие прашања? Дали парите кои што биле земени се вратени во буџетот на Република Македонија? Тие прашања, кога Заев нема да може да ги одговори, резултатот е ваков, а тоа е затворена врата кон Европската унија, затоа што таа врата е затворена и од денот од кога Заев веќе го промени името. Иако знаете дека убедувањата беа само да го променим името, Европа дома. Веднаш Европа ќе дојде на нашите порти. Сега не чека потешката задача, не чека задачата како да ги испорачаме овие реформи, да испорачаме одговорност, да испорачаме борба против корупција и криминал. Сите кои што сгрешиле, независно од која партија доаѓаат, независно дали се политички определени или неопределени,
треба да одговарат за тоа што го направиле. Ако било тоа добро за државата, треба да ги пофалиме. Ако видиме криминал, а јас сум сигурен дека ќе видиме криминал, тие треба да одговарат. Само на тој начин ние можеме да ја подобриме сликата за Македонија. Затоа што вие не можете да бидете посакуван партнер за Европската унија или за било која друга држава или организација ако вие имате минимален или нула раст на бруто домашниот производ. Ако вие немате борба со корупција, ако вие немате демократски процеси кои што се случуваат, едноставно ќе ве заобиколуваат големиот број на партнери, некои ќе ви помагаат од сожалување. Но вие никогаш нема бидете кредибилен партнер на сите држави кои што се или во соседството или во пошироката заедница, затоа што никој не сака да работи со криминалци. Сите сакаат да работат со луѓе кои што си стојат на спорт. Така. Господине Андоновски, интервјуто ќе го продолжиме со 13 блиц прашања и 13 одговори за 13 минути. Како ќе го прокоментирате односот на власта, поточно плашењето на пратениците од парламентарното мнозинство, кое сега го немаат, за да влезат во законодавниот дом и да гласаат за нивната позиција? Тоа се мафијашки балкански методи кои што повеќе потсетуваат на 17-тиот, 18-тиот век на водење политика, отколку на 21-виот век, каде што би требало секој по свое собствено убедување, со своја собствена волја да го искаже своето мислење, а не можам да кажам дека Касир Реджепи немал волја да падне оваа власт, затоа што и самиот се потпиша на двете барања за интерпелација на владата. Така што дека си го променил мислењето во 2 дена, тоа јас не верувам. Влада на Заев, онака каква што е сега, која во овој момент нема парламентарно мнозинство, има ли формално правен легитимитет? Владата нема ниту формално, ниту политички правен легитимитет. Зошто? Затоа што вие за да бидете власт треба да имате 61 пратеник во собранието кои што ве поддржува. Во моментов таква влада во Македонија нема и тоа многу брзо ќе се види и на гласањето на буџетот и на гласањето на изборот на нови министри ако такви бидат предложени. Сега очекувам да има нови балкански методи од 18-тиот век за да можат да се најдат 1, 2 или 3 пратеници кои што евентуално би го поддржале овој кал и ова мочуриште кој што во моментов функционира во Македонија. Очекувате ли Заев и Ахмети да продолжат со балканските методи, притисоци, закани или подкуп за да го зголемат нивното мнозинство и која партија ќе биде прва на удар? Мислам дека сите пратеници поединечно се на удар, а дека Заев одеднаш ќе стане швеѓанин или европеец голем кој што ќе користи некои други методи, тоа не го очекувам. Очекувам да продолжи да се заглавува во собствената кал, иако ќе предупредуваме, особено тоа можеби мал број малкумина во СДСМ да имаат свесност дека колку повеќе претате кога сте во жива кал, толку повеќе се закупувате, а ми се чини дека баш тоа го прави, а народот и граѓаните тоа го забележуваат. Ние станавме многу политички искусни во последниве 30 години независност. Македонија постана ненормална држава во која не се почитуваат демократските вредности и традиции, држава во која не се почитуваат правилата на игра, а најмалку се почитуваат законите. Држава во која пратениците од власта не сакаат да влезат во собранието. Во една таква држава можно ли да има лидерска средба за да се договорат лидерите на политичките партии за предвремени парламентарни избори? На тоа повикуваме, но се покажа дека претседателот Пендаровски реагира само кога на тоа му одговара на Зоран Заев. И очекуваме се уште дека е можно да се случи таков тип на средба ако запрат со овие балкански методи од други векови, од далечното минато. Дали сум сигурен или дали мислам дека тоа е решението, би требало тоа да биде решението во една нормална држава која што нормално сака да се развива. Но вие убаво го почнавте прашањето, не сум сигурен дали во моментов имаме нормална политичка сцена. Размислувате ли вие од партијата заедно со сите опозициони партии за преземање на порадикални чекори со излегување од собранието и парализирање на истото, како и протести се до распишување на предвремени брзи избори, или ќе чекате Заев и Ахмети со балканските методи да дојдат до двотретинско мнозинство? Како што кажав, ние не очекуваме дека тие ќе ги променат методите, но и ние имаме нашата шанса. Не сме партија која што ќе повикува на насилство, но ќе ги користиме сите
можни демократски методи во собранието за да спречиме било каква злоупотреба на македонскиот глас, на македонскиот гласач, но и на пратениците. Наша обврска е да си ги заштитиме и нашите пратеници, а нема да даваме никаков легитимитет на овие ваквото функционирање на собранието половично или исклучиво во корист на Зоран Заев. Партиските органи и тела ќе заседаваат во деновите што предстојат за да ги донесеме конкретните одлуки за да можам да зборувам за нешто конкретно што ќе преземеме во наредниот период. Очекувам извршниот и Централниот комитет да заседаваат веќе нареднава недела за овие прашања. Можно ли е да има некаква поврзаност времето на пресконференцијата на координаторот на СДСМ Јован Митревски со времето на видеоизјавата од страна на пратеникот Кастрим Хоџа, кој беше во разлика од само 2 минути, но изјавата на Митревски дека немал контакт со него, но знаел кои биле причините за отсуството на Хоџа? Постојат спекулации дека тој се наоѓал во седиштето на ДУИ. Постојат спекулации дека тој се наоѓал дека бил во постојана комуникација со СДСМ и со ДУИ. Така што мене ништо не би ми изненадило, ми се чини дека ова беше подготвено сценарио. Видовте како тоа сценарио заврши вечерта, кога пред празна сала претседателот на собранието сам си констатира дали се исполнети или не се исполнети некакви услови пред мал собир на владините представници, наместо врската да тие бидат присутни и владините представници бидат присутни од почетокот на гласањето. Така што мислам дека ова беше добро режирано балканско сценарио. Главна режија имаше Артан Груби во секој случај, другите беа главна или споредни улоги во оваа игра, така што мислам дека и пратениците на СДСМ си ја одигра улогата во рамки на тоа што им беше зададено како сцена. Како ќе го прокоментирате барањето на координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митревски, кој побара оставка од лидерот на ВМРО ДПМН господин Христијан Мицковски за некакви наводни небулози пред се за она што Мицковски седел на маса со политички партии кои биле анти-НАТО и анти-ЕУ? Во владата на СДСМ имаме луѓе кои што се на црната листа на САД за тероризам. И тие се добри и бизнис и политички партнери на Зоран Заев. Ние се воздржуваме од коментари на состојбите внатре во СДСМ, но јасно е дека ВМРО ДПМН освои 43 општини плюс тројца независни кандидати поддржани од ВМРО ДПМН, а СДСМ 15. Така што за внатрешните прилики во ВМРО ДПМН и во СДСМ резултатите на изборите се многу појасни отколку што некои паушални коментари на некои ситни политичари од страна на СДСМ. СДСМ треба да се занимава со СДСМ, затоа што занимавањето со ВМРО ДПМН им носи вакви резултати на избори. Помалку да се занимаваат дали ВМРО ќе има вонреден или редовен конгрес, кој ќе биде претседател, кој ќе си поднесе каква одговорност. Резултатите од изборите се јасни, а претседателот Мицковски има целосната доверба од сите партиски органи и тела, што се покажа впрочем и на изборите. Луѓето работеа со исклучителна жар, исклучителна посветеност да го посетат секое семејство, секој дом и да ја пренесат пораката која што ја имавме. Така што ми се чини дека ова прашање за нив е депласирано, треба да се грижат кој ќе биде следниот претседател на СДСМ. Во јавноста излезе една информација дека алтернатива на Гаши дефинитивно преминува во власта откако им понудиле 2 министерски места, со што би се зголемило владачкото мнозинство на 64, вклучувајќи го и Кастриот Реджепи. Од друга страна пак последната изјава од партијата е дека се уште се немаат одлучено. Какви се вашите сознанија за ова? Моите сознанија се дека и вчерашната изјава на Африм Гаши од алтернатива зборува за тоа дека тој ќе продолжи со консултациите внатре во нивната коалиција Алијанса на албанците алтернатива, но и со ВМРО ДПМН. Јас се надевам дека комуникацијата ќе продолжи во насока да алтернатива остане опозицијска партија. Зошто? Затоа што покажавме на овие избори дека само силен опозицијски фронт може да порази мафијашки структури и мафијашки коалиции. Тоа беше особено се виде во градот Скопје, каде што имаме сериозно мнозинство на советничките листи и Даниела Арсовска победи со повеќе од 30.000 гласови наспроти Петар Шилегов. Така што за да ја продолжиме оваа борба и на локално ниво, каде што сме коалиција, тоа е Гостивар, тоа се скопските општини,
Мислам дека е добро да алтернатива остане во опозиција, затоа што придружувањето во таа кал, која што сега ја имаме, ќе значи само пат на и за нивно добро, мислам за добро, за политичко добро на иднината на алтернатива, и се надам дека ќе донесат таква одлука. Од друга страна, знаете, притисоците се страшни и не се бараат методи, не се избираат средства за да се постигне целта, така што под притисокот се надевам дека нема да потпаднат како што тоа беше случај со Кастриот Реджепи. Како ќе ја прокоментирате одлуката на спикерот Талат Џафери да ја напушти седницата во моментот кога требаше да се изгласа дневниот ред и на негово место да го постави потпредседателот од БЕСА, но и за она што претходно го спомнавте, начинот на кој спикерот ја затвори закажаната седница? Талат Џафери го третира собранието како да е негов личен двор или дневна соба и смета дека може да направи се и дека се е дозволено. Тој имаше коментари дека немало ни да дозволи иницијативата, затоа што биле променени подписите или не знам што. Собранието е институција на државата, институција која што се води од Уставот на Република Македонија и деловникот за функционирање собранието, но тој успева да своите методи кои што си ги има за по дома или за во својот приватен живот, да ги искористи во вакви цели. Постои шпекулација, мислам дека и точна информацијата дека тој ја заклучил една од салите, за да не можат пратениците да се среќаваат, а имаше коментари дека биле земени и телефоните на одреден број пратеници од СДСМ, за да не можат да комуницираат во случај да бидат поканети или да се дискутира со нив за да дојдат во салата и да учествуваат во расправата. Ке беше демократски да Талат Џафери ја водеше седницата, исто како што ја водеше седницата за доверба кога Зоран Зајанко побара тоа од него, и да ја води седницата како прв меѓу еднаквите, избран од парламентарното мнозинство да биде спикер на собранието, а не да влегува во такви тесни игри, но човекот е таков, тоа го прави постојано последните 4 години, така дојде, така и ќе си замине од функцијата, но треба да биде свесен дека одговорност за своите политички дејствувања исто така ќе има, затоа што граѓаните тоа го следат и знаат кога некој брутално им ја крши волјата и својот глас кој што го дале. Ќе беше фер да ја води седницата како што треба, а тоа на крајот беше само шоу. Тоа на крајот беше само сцена која што треба да биде добро за да може да покаже знаци на најверојатно голема Албанија или знаци на прослава Артан Груби. За тоа беше намената на последниот дел од прославата, да покажат едноставно сила дека успеале да го издействуваат сценариото кој што го зацртале како режисер и сценограф. Наспроти првичната информација дека Кастриот Реджепи во четвртокот заедно со неговото семејство бил префален во седиштето на ДУИ во Мала Речица, од полицијата издадува соопштение дека вчера Кастриот Реджепи сам се е пријавил во полиција и дал изјава дека бил кај некој пријател заедно со семејството да се заштити од публицитет. Ваш коментар за ова? Ова ме подсетува, не знам дали ќе се сетите, на една изјава на една полицајка кога рече дека пајакот кој што дига коли сам ја удрил или дека таа се удрила во пајакот, а не дека некој насилник од ДУИ ја удрил. Така што ова е нешто слично на таа порака и ми се чини дека веќе станавме повеќе политички интелигентни како граѓани и знаеме да процениме вакви ситуации дека се далеко од вистината која што сакаат да ни ја пласираат. Ке се сетите дека лани го пркаа председателот Мицковски со тигри и полиција и специјални единици кога беше дали бил или не бил во теретана или дали седнал да руча во центарот на Скопје, а денеска гледате како се однесуваат истите тие кога работите се завртени од опаку, па човеков најверојатно сам се повредил или сам себе се уценувал за да си го смени мислењето од понеделник да се потпише на иницијативата, 2 пати да се потпише на иницијативата за недоверба на влада, за до четврток да го смени радикално своето мислење да се крие во некои партиски подруми. Како ќе ја прокоментирате оставката на министерот за земјоделство, господинот Аријанит Хоџа и двајцата негови заменици? Па, тоа е на линија на оно што БЕСА го имаше како став дека владата треба да падне и се гледа дека останува до крај на таа порака која што ја имаат. Се надевам дека тоа ќе ги поттикне и сите други помали коалициски партнери на СДСМ да увидат дека состојбата не е воопшто таква како што им ја представуваат, дека не е стабилна ситуацијата и дека ВМРО-ДПМН не бара нестабилност. Напротив, бараме едно соединување на силите за да можеме да продолжиме напред како една досадна демократија и да ги нормализираме состојбата, а не да навлегуваме во подраматични сценарии.
Кон каде дуваат ветровите кои ги испрати господинот Бојко Борисов дека Европската Унија ќе ја понижела Бугарија за да се отвори патот на Македонија за добивање на датум за евроинтеграциите, обвинувајќи го претседателот Радев? Бојко Борисов е еден од се покажа како политичар кој што најмногу ја понижува Македонија во последните 4 години, веднаш после Заев, ми се чини дека е тоа, затоа што во тоа партнерство Заев-Борисов Македонија не виде никаква придобивка, напротив, изгубивме драгоцени 4 години и во тие 4 години дозволивме да се дискутира за најгорливите македонски прашања, тоа е чив бил Гоце Делчев, за кого се залагале македонските преродбејници, за кого се залагале учебникарите, дали имаме или немаме македонски јазик уште од времето на Крсте Петков Мисирков, или треба да кажеме дека ние сме биле безимен народ до 45-та, и така натаму, и така натаму. Така што неговите коментари ми се чини за дневна пропаганда во Бугарија, а кај нас се пренесуваат со голема внимателност, затоа што се очекува да Бојко Борисов повторно победи на изборите во Бугарија, затоа и ќе имам уште една тврда страна од која што си ги брани своите национални интереси, дури не понижува постојано, и заради тоа треба да бидеме многу внимателни со неговите изјави, но се уште не мислам дека ќе има простор да Бугарија биде притисната. Видете, кај нив имаме еден цврст став постојано, кој што го бранат сите политички партии, а кај нас имаме една раслоеност постојано, која што резултира со вакви срамни договори и штетни кои што се за македонскиот народ. Апелот што го упативте до Кривичниот судски совет околу изборот на Иван Џолев за ВД председател не беше ислишан. Господине Андоновски, зошто власта беше упорна да го задржи Иван Џолев на оваа позиција? Власта поставува канџи на секоја можна институција каде што може да стигне. Дали било тоа суд, обвинителство, видовте како омилените обвинители на власта се постојано на нивните забави, на нивните средби. Тоа е во оваа насока, да се задржи постојаната целосната контрола на институциите. Дали било тоа полиција, правосудни органи како обвинителство или па тоа е судот. И најверојатно претседателот на судот им одговара во таа констелација на односи, тој е веќе претседател некое време и заради тоа и се борат да го задржат. Нашиот апел беше да ги тргнат канџите. Ние не кажавме кој треба да биде претседател, затоа што ВМРО не сака се меша во судовите внатре, туку кажавме дека работата на судовите е сами да си изберат ги изберат собствените раководители, но тоа да не биде под притисок на власта, наспроти нас е СДСМ со своите познати методи. Господине Андоновски, ви благодариме за учеството во Македонски корени, причини задоволство. Имајте си убав викенд, чувајте се, пријатно до слушање и секако довидување овде на Македонски. Благодарам многу на поканата, да имате убава емисија до крајот, да уживате и ви посакувам убав викенд и на вас. Се слушаме во друга прилика. Се надевам дека нема да биде ова последна, дека наскоро ќе имаме можност да се слушнеме, можеби после изборот на староновиот претседател на ВМРО ДПМНЕ. Се надевам и јас. Ви благодарам. Поздрав, се најдобро.